Образованието и слободната мисла секогаш треба да се надополнуваат. Родителот е првиот и најважниот учител на детето. Наставникот на никој начин не смее да ја загуши љубопитноста на децата. Ова се дел од мислите и советите кои што ги содржи новата книга на гостиварецот Јанко Билбиловски, со наслов Умотворенија за воспитанието и образованието, согледани од 5 агли низ изминативе 20 години. Сето она што го доживеал како искуство преку работата и секојдневното живење, авторот го преточил низ страниците на делото. Мојата професионална работа во воспитно-образовниот процес и тоа истата ја имам започнато како наставник, имам работено и како помошник раководител на сектор за средно и основно образование во Министерството за образование и наука. Во моментов работам веќе 10 години во Бирото за развој на образование како советник. Истовремено сум татко на двајца ученици, а и сопруг на учителка. Во книгата се запишани околу 500 умотворенија, како видувања и пораки до наставниците, родителите, учениците и сите оние кои се поврзани со воспитанието и образованието. Билбиловски вели дека универзален рецепт да се биде добар наставник или родител нема, но неопходно е да се има разбирање, посветеност, внимание и да се поттикнува креативноста на децата. Моја препорака до сите наставници, ако може така да се каже, е да се трудиме на учениците да не им даваме меморирачки знаења, туку наместо тоа да им даваме знаења кои што знаења ќе бидат функционални и тие знаења учениците ќе можат во нивниот реален, практичен живот реално и функционално да ги применат. Во рецензијата за делото, Оливера Тодороска, советник во Бирото за развој на образование, наведува: напишаното во оваа книга се чита и толкува полека, бидејќи мислите и искуствата на авторот, вткаени како мали ракатки светлина во овие умотворенија, уште долго ќе поттикнуваат на размислување како да се биде добар наставник, добар родител, професионален креатор и стратег на воспитно-образовната практика. Ова е 6-та книга на гостиварецот Билбиловски.